Почитуван директор на Државниот завод, почитувани министри, почитувани гости, дами и господа, добро утро на сите. Особено сум почестен и благодарен за можноста да ви се обратам по повод одбележувањето на овој навистина значаен јубилеј, 30 години од основањето на Државниот завод за индустријска сопственост на Република Северна Македонија. Во изминатите 3 децении, Државниот завод беше главниот носител на заштитата на правата од интелектуална сопственост и од тој аспект, преку остварување на својата мисија, е пример за професионално постапување. Секако, активностите на заводот се координирани и со останатите надлежни органи, кои се дел од целокупниот систем за заштита на правата од интелектуална сопственост, и оваа блиска соработка е од особено значење. Почитувани, за ефикасна борба против фалсификувањето и пиратеријата и воопшто за градењето на систем во кој правата на интелектуална сопственост ќе бидат имплементирани, нужно е постоење на соодветна правна платформа и силни институции. Затоа, како држава, мораме да вложуваме напори во континуитет за јакнење на Државниот завод за индустријска сопственост, како и на останатите институции кои се дел од системот за заштита на правата од интелектуална сопственост. Во контекст на изнесеното, треба посебно да го нагласиме и значењето на усогласување на македонското законодавство со законодавството на Европската Унија во областа на индустријската сопственост, што представува еден од приоритетите за пристапување кон институциите на оваа организација. Без дилеми, тоа ќе биде додатен стимул за активностите на целокупната деловна заедница, а ќе им овозможи и на творците, иноваторите и компаниите, согласно стандардите на Европската Унија, да бидат конкурентни и на пазарот на Унијата и пошироко на глобалните пазари. Почитувани, ме радува присуството на денешната свеченост на представниците на Светската организација за интелектуална сопственост, Европскиот патентен завод, Европскиот завод за интелектуална сопственост, како и представници од заводите за интелектуална сопственост од земјите од регионот. На сите им посакувам искрено добре дојде во Скопје и ја користам оваа прилика да изразам својата поддршка на потребата од блиска соработка и размена на знаења, информации и позитивна пракса во сите области од взаемен интерес за државите во регионот. Со оваа порака би сакал да го завршам моето денешно обраќање. Дозволете ми само уште еднаш да го честитам големиот јубилеј на Државниот завод за индустријска сопственост и да посакам уште поголеми достигнувања и успеси во иднина. Благодарам.